Пред неколку години, пред 4-5 години, имаше 3 фактори што придонесоа да се создаде оваа прва стратегија. Мене ме интересираше големата слика и бев учесник во сето тоа, но овие 3 фактори беа круцијални. Имаше лидерство кој прифати ваков процес. Второ, имаше импулс од општеството. Општеството бараше промена. Импулсите се чувствува на кожа кога ќе излезете по улиците, че имаше импулси, народот сакаше нешто ново, сакаше различно. Се уморија од авторитарноста на Никола Груевски. И трето, што е многу, можеби специфично и можеби круцијално за создавање на таа стратегија, што се пронајдовме луѓе внатре во институциите. Имавме сила, желба, енергија да создадеме нешто. И овие 3 фактори придонесоа да се случи ова за што денеска се разговара. Без тие 3 фактори не можеш. Секој има специфична тежина, без лидерство не можете, без импулс од општеството вие не можете да им направите стратегија ако не комуницираат со тие идеи, со тие вредности. И трето, имаше луѓе внатре во институциите. Успеавме, имавме доволно сила да го избуткаме тоа. Што потоа се случуваше е друго прашање. И ова кореспондира со вашето лого или ова што е името на конференцијата Challenges и Perspectives, нели? Че тогаш имаше и предизвици и перспективи. За жал денес перспективите се намалија поради различни причини. Ќе стигнеме на тоа прашање, се разбира. Јас би сакал пред да преидеме на тој дел да ве вратам малку во времето кога бевте во Министерството за образование. Слушнавме и во тоа време, инаку за едно вакво милје невообичаено од позиција на институција, толку висока институција, сепак човек во таа институција да изнесе отворени, искрени, добронамерни критики на сметка на системот, односно на напорите кои беа потребни да се вложат токму во доменот на образованието. Дали можеме, еве и комбинирано со тоа кои се предизвиците во поглед на мултикултурализмот во нашето општество, да видиме што со образованието, што се случи. Вие бевте таму, па потоа излеговте, имавте сериозни критики. Што се случува со образованието? Колку е тоа фактор? Долгорочно гледано образованието е можеби круцијалниот фактор перспективно. И ако успеете на тие млади генерации да ги воспитате во духот на тоа што е живот околу нас, и вековен и сегашен, и тука лежи тајната на тоа дали може да успеете или не во еден процес што трае многу години. Но јас како професор и човек што се бави многу долго со овие прашања, јас 92 година запишав постдипломски социологија на етнички групи. Потоа докторирав на модели на мултикултурализам. Франција не е модел на мултикултурен, апсолутно, тоа е обратен модел. Таму се оди на единственост, melting pot е француски. Вие сте француз, француски јазик. Значи зборот мултикултурализам е идеја. Значи идеја. Некој го викаат концепт, значи зборот мултикултурализам е идеја. Таа идеја првпат ја даде таткото на сегашниот канадски премиер Трудо. Но има минимален мултикултурализам, има максимален мултикултурализам. Имате многу видови мултикултурализам, но еве една поделба на минимален и максимален. Минималниот не е добар и максималниот не е добар. Кога имате минимален мултикултурализам, тоа значи дека во општеството не ги почитувате различностите. И баш ви е гајле. Мислам, дали има таму некои дискриминирани, структурно оправдани луѓе, не почитувате различна култура, различен јазик. Кај максималниот мултикултурализам одите во друга крајност. Инсталирате модел како Босна. Босанците не го сакаат дејтонскиот модел. Тоа беше нужен компромис. И сега имате во Босна, имате етничка демократија. Има демократија, ама етничка, со етнички вета, со строги закони на етничка диференцијација. Па не се паралелни, тие се светови кои се држава сама за себе. И сега, да се навратам на мојот колега претходно што каже, кога имате среден мултикултурализам, тој мултикултурализам мора да кореспондира со општеството, со образованието, со луѓето, со политиката. Мора да кореспондира со политиката. Кога мултикултурализмот сам за себе останува, се, како викат, реификација, се скаменува и останува вечно тако. Се можете 100 години на Камден у Лондон да правите културолошки фестивали, ама ништо да не смените во животот. Кога тој мултикултурализам сака нешто да направи, оди во неговата активна и акциона димензија, тоа е интеркултурализмот.
Значи, јас како човек што ја сакаше големата слика, имав многу истомисленици во тој период, ние сакавме Македонија, ова општество да видиме во големата слика. Дали од таа мултикултурност, од тој мултикултурализам може да создадеме вредност, политика, може би промени мали во политичкиот систем, во образованието. И се тоа беше во една тие 2-3 години една приказна која можеше да резултира со многу од тоа. Значи и мултикултурализмот е политика, не е култура. Тоа ви е првата лекција во теоријата за значи да не се навраќам назад колку мултикултурализмот не успели падна во другите држави. Кај нас можеби е важно што владата храбро тргна со тоа во тој период, ја промовира, ја создаде и се создаде една фантастична ситуација. За жал, сега тоа лидерство го нема веќе. Лидерот што го тоа поддржуваше, искрено мислам во тој период го нема. Импулси од општеството веќе нема, се вративме назад поради други проблеми, но се растури тоа. И мислам дека сега нема доволно луѓе во институциите што можат ова да го избуткаат долгорочно. И кореспонденцијата или корелацијата на мултикултурализмот со другите сектори, еве на пример со најтешкиот сектор, со политиката. Видете, создавањето на Министерството за политички систем е клин во стратегијата за интеркултурализам. Не води на кај Босна, затоа што имате заменик премиер албанец кој може етничко вето да ви стави. Имате политички систем кој одредува кои албанци ќе се вработат. Тоа е етничка демократија. Значи доминација на етникумот во сопствениот сектор. И таму имате етнички вожд или етнички поглавица кој одлучува што со нивните. Тоа се нивни, во нивниот сектор, нивни ресурси, нивни вработувања. Па ние тоа не го создадавме се тоа, ама не само ова, и многу други работи. Јас овие прашања се бавам и пред тој излет во политиката и после тоа. Значи нам не ни треба Босна, ова е Босна. Следниот заменик албанец премиер ќе ви стави етничко вето. Политичкиот систем независно дали овој министер или друг, он ќе си вработува албанци, па се бунат не граѓаните албанци, се бунат внатре луѓе од истата партија. Зашто они не вработуваат тука, овие вработуваат. Значи нам не ни треба тој мултикултурализам. Што требаше да се направи? Па освен тоа што не тоа е многу најтешкото прашање што може да ме прашате. Значи тој тим, тоа лидерство, тој импулс требаше да се гради. Ние бевме свесни тогаш. Сите тука има луѓе што седат, што заедно сме работеле на иста маса, че бевме свесни дека ќе трае долго време тоа, ама требаше да се постават основите. Па во стратегијата за интеркултурализам едно општество, образованието ви е еден од најважните фактори. Имено? Па видете што правеше Министерството, па еве прави некои учебничиња со некои програми кои не кореспондираат со оваа стратегија. Значи, таму има поголеми приоритети, а они се бават со тоа што не треба, или па можеби некогаш треба да се бават. Значи, ова отворено го кажувам. Значи, тој дел за образование, кој друг дел, можеби делот за медиуми. Делот за медиуми во таа стратегија е страшно јак, важен, затоа што и во овие денешни дебати зборувате за говор на омраза, за односи меѓу овие, делот за образование, делот за медиуми. Кој друг дел? Значи, тие се базични. Ја не сум запознат што е оваа нова стратегија, овие 3 години, не знам што има внатре, но она што го гледам што се случува во општеството, ни оддалеку не ми дава оптимизам дека нешто добро ќе се случува со големата слика, со мултикултурализмот или мултикултуралноста на македонското општество. Луѓето сакаа промени, луѓето беа подготвени да го намалат тоа етничкото и имате политички партии, на крајот на краиштата имате политички партии кои не го сакаат мултикултурализмот, а ви одлучуваат за живот и за смрт во општество. ДУИ не сака мултикултурализам, ВМРО ДПМН не сака мултикултурализам. За жал СДСМ ги загуби картите што ги имаше, че тоа беше многу страшен обид да се направи голема промена во општеството. Но не се успеа. Странските анализи зборуваат дека не успеа, се исплаши СДСМ-то, се повлече и сега нема кој да го бутка. Ова со проективе, со не знам оваков проект, она да се поправи таму. Ворете тоа може да функционира. Може да се наметне една агенда на вработените во администрацијата дека тука мора заедно да се создаваат вредности, заедно да се работи, да не се делиме. Може би во други сектори нешто да се направи, но големата слика не може да се поправи затоа што тешко оди. Босна веќе не може да се врати назад. Дейтон ја замрзна етнички.
пред тоа еден владен представник кажа тука дека има проблеми има проблеми, затоа кога е мир треба да градиш темели за после да ти е цврста куќата. Има уште многу прашања. Ова е суштината нештата, суштината на работите лежи во ова. Што градите? Која е вашата идеја? Дали создавате проблеми? Кај нас интересните групи, најмокните фактори ви ги прават проблемите. Значи тоа е ирреверзибилно и проблемите општество да ги отвори, да оди во попозитивна перспектива. Дали може ако има лидер, ако има импулс и ако има луѓе што тоа ќе го направат. Јас сум запознаен и веќе ја следам таа иницијатива која токму вие започнавте. Дали може би има во својата основа некакви решенија кои новата иницијатива е Да, ме прашувате за политичкото движење Македонска модерна, што е всушност здружение на граѓани. Има идеја, има луѓе заинтересирани да градиме нешто од големата слика. Сакаме да создадеме идеи, сакаме тие да најдеме политичка сила и енергија да ги пласираме тие идеи, но можеби една од најкруцијалните во овој момент работи што во таа политика што одлучува за нас, за културата, за све, што треба да се промени, да им се одземе национализмот на политичките партии. На кој начин да се направи? Така што замислете, јас сум професор и сум многу конкретен. Именно. Замислете во председателството на ДУИ, председателството на ВМРО ДПМН, да им внесете кај ДУИ еден од ВМРО или македонец, 2 сата составно кај се одлучуваат за важни работи, и кај ВМРО ДПМН еден албанец, не знам како им се викаат органите. Еве нека дојде некој албанец, ама школуван, политички обучен политичар, дека го примат, кој ќе разговараат со Мицковски и со другите за меѓуетничките односи. Значи, слушајте, ако ова успееме да им го одземеме, ние ќе направиме општество и држава за сите. Значи Македонија мора да остане ваква каква што е. На кој начин да се одземе национализмот на политичките партии? Тоа е тешко прашање. Дали тоа може со закон не може? Тој импулс што го имавме, се обидовме да падне, за да СДСМ да ја наметне таа агенда, да се променат и другите. Овие други не сакаат да се менуваат. Сакаат чекмеџиња, сакаат клиентелизам, сакаат корупција, сакаат криминал и да не повторам тоа што е наша болест општествена. Значи ние имаме проблем со демократијата во овој општество, со процесот на демократизација, со разбирањето на демократијата. Ние со култура да се запознаеме, ние се познаваме, ние со векови живееме заедно на овие простори. Луѓето се знаат, семејствата се знаат, јазиците си ги знаат. Значи треба да падне тој национализам, треба партиите, овие што не буткаат во тие слепи улички, нив да им го одземеме, да падне национализмот, да имаме идеја што да направиме и секако тие мултиетнички политички мнозинства, патот што СДСМ го почна, можеби треба некој или СДСМ или некој друг да го продолжи, да не може национализмот да јакне и да се гради од внатре, зашто ние сме немокни како општество да се бориме против тој. Така како ќе ни го инсталираат. А ги кажав и конкретните проблеми. Има и многу други, но вие се суштествени. Ние имаме инсталирање на нетериторијална федерализација во Северна Македонија. Охридскиот договор беше идеја, но не го прокламираше тоа. Значи, има таму една реченица, нема етнички решенија. Нетериторијална федерализација. Значи, заменик премиер и Министерство за етнички прашања на најмокната заедница ви ја прави таа нетериторијална федерализација. Јазикот е тука е поспецифичен, и тука има некои финеси, но не е најголем проблем. Поголем проблем е внатре системот, кој нас ни еманира предрасуди, стереотипи, клиентелизам и така натаму и така натаму. Комплотот на јаката политика и етничките предизвици, зашто ние имаме етнички предизвици, се вративме од мултикултурализмот назад. Сега имаме замрзнат мултикултурализам, затоа што овие што ја движат државата не сакаат никаде да одат, а не носат на кај Босна. Нам ни треба повеќе демократија тука. Можеби нашиот европски пат, преговорите за интеграција во Европската унија ќе придонесат кон одмрзнување на овие односи. Еве во рамките на поглавје 23, поглавје 24. Можно е, тоа е можност. Тоа се сепак тоа се тектонски некои поместувања во системот каде што институциите и сите останати општествено-политички чинители треба да направат некакви промени во соодветни на тие поглавја кои се однесуваат
пред се Во на Босна е човековите тоа права и еден слободи. оптимизам сега дека евроинтеграцијата ќе им донесе подобри денови, подобар живот, подобри односи внатре, но нема да им го смени Дејтонскиот договор. Не може Европската унија тоа да им го смени. Они треба сами да се изградат внатре свој модел. Како ќе го треба да се преминуваат црвените линии. Во ова општество почна да се преминуваат. Сеќавате, македонците гласаа за Имер Селмани, албанците гласаа за СДСМ. На локални избори имаше дилови, ај вие не за нас, па Струга, па Кичево, па... Значи, народот не ќе да биде во кутии ставен. Овие што се горе во владата и партије што владеат, они сакаат затоа што полесно владаат. Може би треба да го деполитизираме општеството. Па департизираме Или департизираме, да. Може би евроинтеграција, департизацијата, но не сакаат, овие имаат монопол на вработување на тендери, на се друго што може како привилегија да се користи. Знаете, тоа е клиентелизам политички кој ве води кон вечно владење. Ве прави пасивни. Го терате граѓани да мислат овде не може ништо да се смени. Овие што сакат нешто прават си одат. Па тоа е болест на регионот, не е само кај нас. Но лидерството... Па би рекол и светски проблем. Па во овој момент е да. Значи, тој празен простор го исполни десницата во Европа. Го исполни десницата, имате еден Орбан, имате еден полски модел, од друга страна имате еден Ердоган и вака се искомплицира. Значи, тие екстерни влијанија имаат влијаат врз ситуацијата, но не максимализирано, туку вие треба да знаете каде одите. Вашето патче да го знаете. Иако го видовме и истражувањето на институтот Тони Блер, кој вели дека во текот на изминатата година или во моментов има најмалку луѓе кои живеат во автократски авторитарен режим за разлика од и тоа во изминатите 20 години. Најмалку луѓе живеат во авторитарни режими, односно 1,7 милиарди луѓе, што не е ни малку. Тоа е точно, да, се зголемува бројот на демократски држави. Но се зголемува бројот на демократски држави, односно бројот на нации кои се демократизираат, што беше многу освежителен, да ви кажам, во ова не баш. Да, во првата теорија на мултикултурализмот, предвидувањето беше ако се оди на максимален мултикултурализам, ако се испечатуваат сите културни разлики, ние ќе имаме од 300 до 500 држави во светот. Да. И тоа Тоа е една друга крајност, кај што веќе не ве врзуваат универзални категории. Знаете, ако имате 7-8 сектори тука, што ќе ги врзи? 7-8 стратегии? Од нив ќе направите 2. Па овие 2 ќе преговараат нешто. И вредностите универзалните однесувања на граѓанството, на политиката ги зближуваат луѓето. Тоа е моделот кој ние всушност подсвесно го сакаме, тој западен свет, тој западен модел, таа борба на мислења, па промена на власт, па одење напред, па подобро здравство, подобро образование. Економијата е послабна, цел регион имаме проблем со економијата, со животниот стандард, но тоа се исто друг сектор на проблеми каде што луѓето и од Хрватска одат за 3 пати поголема плата да работат во Германија. Иако во Хрватска, богами, победија Бразил. Така, евро добија Шенген зона, значи многу по-блиски се до Брисел сега. Јас посакувам на оваа држава, на нашиве соседи, да не даваме изјави, особено нашиве лидери, да внимаваат малце со нивните изјави, особено етничките, дали ќе постои оваа држава или нема постои. Овие држави постојат заради луѓето што се тука. Луѓето, граѓаните, културите не одлучуваат политичарите дали ќе постои. Они одлучуваат дали војна ќе има. Али се надеваме дека нема да има војни, дека ќе се смири регионот, дека Косово ќе им ги оладат главите, дека ова Русин излетов на Путин во Русија со Украина ќе падне, дека Босна ќе си го најде својот пат, зашто луѓето и во Босна сакаат да комуницираат. И Република Српска не е 100% срби само. И таму има луѓе кои не се срби, кои сакаат да живеат, да бидат гласани. Ние имаме, како викаат, полиберален однос кон тие етнички прашања. Немаме корпоративен како босанскиот и тој либерален треба да го искористиме. И за тоа треба да размислуваат овие што прават политиката, да се искористи ова што можеме ние заедно да го правиме. Да не се важни веќе етничките разлики, да не одиме во максимални поделби, туку да почнеме да живееме и да си го правиме животот поубав.